Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е новото издание на емисијата Студентски парламент на UKLO FM. Денеска тука имаме гостин, а кој е заедно со нас и за што ќе зборуваме, останете на 90,8, па ќе дознаете. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nemam. Почитувани, како што кажа во најавата, денеска гостин во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола е Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Борис, здраво и добре дојде во студиото на UKLO FM Битола. Здраво, пред се ми е голема чест и благодарност што првпат учествувам во студиото, иако не снимам првпат во оваа емисија, но првпат се наоѓам во ова студио и морам да признам дека е прекрасна атмосферата. Благодарам. Се трудиме што се вели да биде онака како што и треба, да доликува на едно академско радио,
универзитетско, професионално во секој случај. Денеска сме заедно со тебе да ни кажеш, да ни информираш за повеќе настани на кои што учествуваше, но и да информираме за настани кои што допрва ќе се реализираат на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, гледано од студентска страна, од страна на студентите. И ќе започнеме со она што веќе од почетокот на ова 2024 година постојано го кажуваме, дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член на Алијансата на Европскиот универзитет Colors, како прв засега универзитет од Македонија, член на една ваква Европска универзитетска алијанса. Од 17 до 19 март 2024 на Универзитетот во Падерборн, Германија, кој што е како координатор на сите останати 8 универзитети членки на Алијансата, се одржа или се одбележа почетокот на функционирањето на Colors. Секако тука своји представници имаше и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, еве само да подсетам дека како представници на УКЛО беа ректорот на универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, потоа професор доктор Јове Димитрија Талевски, кој е раководител на проектот, академскиот координатор и представникот во конзорциумот во Алијансата, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, проректорите, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, професор доктор Горан Илиќ, председателот на Сенатот, професор доктор Николче Јанкуловски. Тука беше професорката Мимоза Богдановска-Јовановска, која ќе раководи отворената канцеларија на Алијансата во Битола, и секако тука беше Борис Гушевски, беше ти како представник на студентите на универзитетот, председател на Универзитетското студентско собрание. Веќе кажувавме во нашите информативни емисии дека имаше богата агенда, и денеска нема да зборуваме за она што менаџерскиот тим го разговараше таму на таа прва средба во Падерборн, туку за твоите активности таму. Имаше можност да се запознаеш, да се видиш со студенти од сите 8 останати универзитети и членки на Алијансата. Така, токму така како што напоменавте, учествуваат студенти од сите останати 8 универзитети кои се членки во оваа алијанса, со дел од нив, односно со уште тројца студенти. Јас бев учесник во таа панел дискусија, каде што главниот координатор на целиот проект, на целата алијанса, ни поставуваше прашање, водевме како панел дискусија од односот на кои се очекувањата на студентите во оваа алијанса и кои се потешкотиите со кои што ние студентите би се среќавале во алијансата. Следно, што сакам да го напоменам, е тоа што сите студенти бевме вклучени и имавме еден состанок, односно средба, каде што разговаравме за формирањето на тој студентски форум при Colors алијансата. Тој форум ќе биде едно посебно тело кој што ќе функционира самостојно, но се разбира подпомогнат од самата алијанса. На самиот состанок првично се разговараше за како ќе биде составен овој студентски форум и кои социјални медиуми ќе се користат. Се одлучи да биде користена социјалната мрежа Instagram, каде што веќе е формиран профилот на Instagram, кој е наречен Students of Colors. Веќе е во функција, почнуваат да се постираат работи и настани активности што веќе ќе се случуваат, и следно беше договорен како ќе биде менаџиран тој студентски форум, односно тој треба да брои 45 студенти од сите универзитети, односно по 5 студенти од секој универзитет. Каде што еден од тие студенти сум јас како представник на студентите и уште 4 други студенти од нашиот универзитет. Одбрана веќе кои ќе бидат останатите четворица? Така, при процес на номинација, односно на само пријавување, беа пријавени неколку студенти. По разгледување на нивните CV и компетенции беа одлучени кои ќе бидат тие студенти. Се разбира, студентите можат да бидат од сите 3 циклуси и не е дефинирано да бидат само студенти на прв циклус. Ги имаме имињата? Да, ги имаме имињата. Прво ќе го напоменам претходниот председател на Универзитетско студентско собрание Душан Стевановски, кој е дел од овој студентски форум, потоа го имам мојот колега Димитар Атанасовски, кој е член во Универзитетско студентско собрание, и потоа имаме 2 студенти на трети циклус на студии, од кој што едниот е Дарко Пековски, кој што е студент на трети циклус студии на Факултетот за информацијски и комуникацијски технологии во Битола, и студентката Лилијана Јоновски, која што е на трети циклус студии на Правниот факултет во Кичево.
Екипата е веќе собрана, значи, ги имаме представниците од студентите, прв, втор, трет циклус од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои што ќе бидат членови во тој форум на студенти на Колорс. И веќе кога ќе се приберат и останатите членови, тука мислам на членовите од останатите универзитети, веќе ќе треба да се избере и председателство кое што ќе раководи и полесно ќе се функционира. Така, до тие 45 студенти ќе се одржи една официјална онлайн седница, дефинирана после 15 април, но не е дефинирана точната дата, каде што сите ние студенти 45 ќе бидеме вклучени онлайн, и исто по процес на номинација и тајно гласање ќе се избира еден председател на тие студенти на на тие студенти на форумот. Исто така ќе треба да има и заменик председател и секретар кои ќе бидат исто така тајно гласани, кои ќе бидат централното дело на самиот форум, и потоа исто ќе бидеме поделени како и самата алијанса во 6 работни групи, во кои што ќе има по 4 до 5 студенти по зависност од бројката и потребата, каде што ние ќе подпомагаме во активностите на работните групи на самата алијанса, посебно од студентскиот форум. Ке имате доста активности, вклучени нели во сите работни пакети на алијансата, но како студенти ќе морате да организирате и самостојно 3 настана во текот на академската година. Да, како што Ова зборува на ниво на алијанса. Да, како што веќе напоменавте и како што дискутиравме, како студентски форум и како посебно тело на алијансата, ние ќе треба да направиме 3 засебни активности на годишно ниво само за студентите, односно од студентите за студентите. Се разбира во консултации со повисоката организација на самата алијанса. За тие активности не, значи дел од нив се предвидено да бидат со физичко присуство, дел од нив се предвидено да бидат онлайн, но главна цел е вклучување не само на студентите од форумот, туку на сите студенти на алијансата. Од сите универзитети. Разговаравте ли можеби за кои настани би можеле да ги организирате како заеднички? Па да. Како идеи дадовте сигурно? Да, се разгледува неколку идеи, каде што дел од студентите разговара за правење на хакатони, дел разговаравме за правење на некои спортски настани, како меѓу универзитетски турнири во фудбал, кошарка, одбојка и сите тие европски спортови. Исто така се разговараше за, кога сме веќе кај спортовите, се разговараше за некои си онлайн турнири во поново познатите e-спортови, и исто така настани како размени на книги, на дела и едноставно внежување и дружење на самите студенти во алијансата од сите универзитети. Оно што ќе биде интересно секако за студентите, ќе бидат и оние меѓународни кампови кои што исто така се планирани. Да, меѓународни кампови како што ги нарековте, односно летни школи кои што се планирани. И тука можем да ја напоменам сега првата летна школа што ќе се случува во Падерборн, Германија, ќе се случува од 3 до 8 јуни, каде што 10 студенти од нашиот универзитет ќе учествуваат, а исто така има од останатите универзитети од алијансата исто така по 10 на студенти, па мислам дека целосно ќе имаме 90 студенти кои ќе учествуваме на оваа летна школа, кој што ќе биде како BIP модел, Blended Intensive модул на Европската унија, и по завршување на оваа летна школа предвидено да се добиваат од 3 до 6 кредити на студент. За таа летна школа може би подоцна ќе зборуваме повеќе кога ќе ги имаш и дополнителните информации, меѓутоа кој се ќе може да се пријави, отворен ќе биде повикот за пријавување за учество на таа летна школа? Па за пријавувањето, значи повикот беше, значи прво е споделен со нас интерно, ние вклучените студенти од Колорс, вклучените студенти од јавниот повик кои што беа вклучени, мислам кои што самите се пријавија да учествуваат во активностите, и со тоа, со самото нивно пријавување и охрабрување, тие го добиваат тој повикот, ги добиваат тие бенефиции на први дознавање на повикот, доколку не се наполни бројот, сега ќе биде повикот за сите студенти на универзитетот. Да, тука мораме да појасниме, значи претходно Универзитетското студентско собрание заедно со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола упати повик до сите заинтересирани студенти на УКЛО да се пријават како можни учесници во активностите кои што ќе се организираат во рамките на алијансата Колорс. Се пријавија 30 на, ако не и повеќе, 40 студенти од прв, втори,
трет циклус на универзитетот, се реализира интервјуа со сите нив, беше кажано дека сите кои што се пријавиле на некој начин ќе бидат вклучени во активностите и добро е што уште на почеток имавме, да речеме, висока бројка на пријавени, заинтересирани, што не значи дека ќе се остани на тој повик. Во натамошниот период ќе се објавуваат и други повици за заинтересирани студенти кои што ќе можат да се вклучуваат во активностите на Алијансата. Токму така како што напоменавте, веќе 40 на студенти се пријавија и веќе почнуваат да се имплементираат и да дознаваат како се функционира и да подпомагаат во реализирањето на сите активности во оваа алијанса. Дел од тие студенти значи почнуваат да помагаат околу бирократскиот дел од нив помагаат графичкиот дел. Секој студент си значи има своја работа кој и се разбира, никој не ги притиска, секој си затема тоа што може да го направи, што сака да го направи, зависно од своите компетенции и целото тоа ќе биде финансиски поддржано. Тоа е посебно важно. Значи работата нема да биде залудна, освен таа финансиска подкрепа, ќе се доделуваат и сертификати, благодарници, нели потврди дека учествувале во активностите кои што им биле зададени. Во секој случај не е само финансиската придобивка, многу повеќе може би дружењето и сите оние пропратни дополнителни бенефити кои што ги добиват, еве веќе кажа учество на летни школи, работилници кои што ќе се случуваат онлайн, а кога сме веќе кај онлайн работилниците, една таква веќе е планирана за овој четврток на 11 април, хибридна работилница. Само да се подсетам, да, работилница математичко моделирање на исхрана за млади и тие што се чувствуваат млади. На 11 април до 13 часот хибридно ќе биде во салата за останоци на ректоратот на УКЛО во зградата на правниот факултет во Битола. Линкот за приклучување може да го најдат на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk и да кажеме уште дека ова работилница ќе води професорката од Технолошко-техничкиот факултет, професор доктор Весна Кнајц. Но може да се вклучат освен студенти од УКЛО и студенти од останатите универзитети, членки на Алијансата, но и други заинтересирани граѓани. Така, како што напоменавте, работилница ќе биде од отворен повик, првично за нашите студенти, потоа и за студентите од Алијансата и секако се разбира, за да разберат, ова работилница ќе се одвива на англиски јазик. Линкот го има на страницата на универзитетот, но наскоро исподелен до студентите од Алијансата, првично до студентите вклучени во форумот, за тие да можат да ги известат и своите колеги од нивниот универзитет. Постојано кажуваме од останатите универзитети, еве да кажеме дека има универзитети од Германија, Франција, Шведска, Шпанија, Италија, Полска, Литванија и Хрватска и секако од Македонија. Кон крајот на овој прв дел од разговорот, уште да те прашам, веќе имаше можност да запознаеш со некои од студентите кои што беа присутни на средбата во Падерборн, разменивте некакви искуства, се запозна со некои посебно? Па да, не со некој посебно, него се запознав со сите студенти, представници и едноставно бидејќи ние бевме како таа помлада група студенти, бевме 9 студенти од 9 универзитети и как можам да кажам дека секаде движевме заедно, се запознавме со сите студенти, представници, како што напоменав веќе, можам да ги напоменам Николас од Франција, Хуго од Шведска, Милош од Хрватска, Аманда и Ана едната од Литванија, од Полски, исто така и Александра од Италија. Доколку заборавив некој, не можам сега да се сетам, но можам да кажам дека имавме прекрасен период и прекрасно поминавме во тие 3 дена во кои што бевме заедно. Ги имаат истите проблеми како тука студентите на УКЛО или? Дел од проблемите ги имаме како заеднички, проблеми со кои што се среќаваме ние се среќаваат нивните студенти, но тие се имаат дел од нивни предизвици, ние имаме своји предизвици, секој во зависност од студирањето. Добро, времето е пред вас, допрва ќе ги решавате проблемите, односно ќе ги надминувате предизвиците заеднички, секако преку Алијансата на Европскиот универзитет Colors, за се она што како активност ќе се случува, нашите слушатели ќе бидат навремено информирани, првенствено студентите на УКЛО преку вас, преку Универзитетското студентско собрание, но рече дека наскоро ќе можат сите информации да ги добиват и преку Инстаграм. Страницата велиш дека е веќе активна, ќе може да се поставува таму фотографии и објави. Да, се што е планирано да се случува и се што веќе се случува во моментот и почнува да се случува ќе биде поставувано на таа Инстаграм страница Students of Colors, која што веќе е активна.
едноставно останува да ја проследат. Добро, Борис, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе продолжиме со она што значи настани кои што ги организирате вие како Универзитетско студентско собрание тука на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Останете заедно со нас на 90,8. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. След повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Јави се и преку ден, не е само после полнок. Не е окей да те снема како ветер, како дошол, така и отишол. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. След повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Да, ти си тој што на мир не ме остава. Да, ти си тој, ништо не решава, за утре остава. Сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. След повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. След повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Јави се и преку ден, не е само после полнок. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио Кло ФМ Битола. Ве подсетувам, ова емисијата Студентски парламент, а денеска заедно со нас е Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО. И сега, Борис, во овој дел од разговорот рековме дека ќе проговориме малку повеќе за настани кои што ќе се случуваат на универзитетот, за она работилница прва организирана во рамките на Колорс Алијансата, веќе кажавме, работилницата математичко моделирање на исхрана за млади и тие што се чувствуваат млади, на 11 април 2024, хибридна работилница, оние кои што сакат физички да присуствуваат, да кажеме дека, да подсетиме поточно дека ќе биде во салата за состаноци на ректоратот на УКЛО во зградата на правниот факултет. А линкот за оние кои што ќе сакат да се вклучат е веќе објавен на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk, ќе можете да ја најдете таму од 13 часот почетокот е. Но на 11 се започнува со уште нешто како продолжение, да го речеме, на минатогодишната одржана или реализирана активност на Универзитетското студентско собрание. Студентите танцуваат. Минатата година се реализираше заедно со танцовиот клуб Step Up од Битола. Се покажа како интересна за твоите колеги од минатата академска година, но споделувајќи го искуството, решивте и годинава и за
студентите од оваа нова генерација, да речеме, да им се даде таа можност да научат да танцуваат. Така, токму така како што напоменавте, ова активност за студентите танцуваат се спроведуваше лани како активност на Универзитетското студентско собрание. Ние како оваа година како Универзитетско студентско собрание ја сметавме за интересна. На седница на Универзитетско собрание се дискутираше дека може повторно ова да се спроведи, но се разбира тоа да не остане на нас да одлучуваме. Ние спроведивме една анкета преку социјалните медиуми, каде што и прашавме студентите кои имаат искуство да го споделат искуството и едноставно дали би сакале повторно се вклучат и да го препорачаат овој настан на останатите студенти кои што не биле лани. И се разбира, таа анкета се заврши успешно. Одреден број на студенти, можем да кажеме и голем број на студенти, околу 20 на студенти веќе пристапија кон ова. Исто така ќе се одвива со танцовиот клуб Step Up, со инструктор, каде што студентите ќе научат да танцуваат и веќе почува да се спроведува. Ќе првите часови почнуваат да видат овој четврток на 11 април во просториите каде што се случуваше лани, односно просториите на ректоратот на правниот факултет, односно во Кредо центар. Почетокот е закажан првиот час во 19 часот, запознавање со инструкторите од Step Up кои што ќе работат заедно со студентите, ќе научат латино танци, валцери, румба, ча-ча-ча. Меѓутоа, еве, како настан ќе го покриеме и ние како редакција на Универзитетското студентско радио, Укло ФМ, ќе бидеме присутни таму на првиот час, па подоцна ќе информираме како поминал првиот час, но она што исто така е како поголема активност на УСС на Укло и што бара можеби повеќе организација е реализирањето и организирањето на традиционалниот надпревар во ораторство Укло Тривиум. Редовно се одржува во рамките на прославата на денот на основањето на универзитетот, па така и оваа година. Токму така, оваа година повторно се случува ораторскиот надпревар помеѓу студентите Укло Тривиум. Тој преминате веќе како традиција на Универзитетското студентско собрание. Прошлата година се случуваше во мај, оваа година малку порано поради самиот карактер на месеците и деновите кои што следат. Укло Тривиумот веќе се случува на 22 април во Кино Манаки, каде што наши студенти ќе говорат своите говори, ќе имаат време од 4 минути да го искажат својот говор. Се разбира, може да се земат 20 секунди плюс и минус од тие 4 минути на говорење, но се што ќе биде кажано над тој период нема да се земе предвид во оценувањето на комисијата. Исто така, за да бидат припремени студентите, планирана и работилница на пријавените студенти за своите говори, која што ќе се одржи на 15 април во понеделник во 10 часот во амфитеаторот на Педагошкиот факултет под раководство на професорката Билјан Граматковски. Веќе кажа и дел од пропозициите кои што редовно нели ги има и на преварот Укло Тривиум. Мораме да кажеме дека и оваа година темата ќе биде слободна, значи секој се пријавува со говор кој што ќе го подготви на слободна тема, со тоа што говорите, така подготвени, треба да бидат испратени најдоцна до 12 април 2024 или ќе се пролонгира тој период? Па, првично рокот е заден до 12 април 2024 година, во зависност и во интерес на времето на одржување на Савет Укло Тривиум, во зависност на пријавените студенти до тој рок, рокот може да запре тогаш или да биде пролонгиран најдоцна до 15 кога ќе се одржи самата работилница. Заинтересираните може да се пријават на мејлот uss@uklo.edu.mk. Рековме, говорите првично до 12 април да бидат подготвени, доколку има некои измени, тоа како Универзитетско студентско собрание ќе информирате дополнително. Но со оглед на тоа што конкурсот веќе е објавен, имате ли пријавени? Па да, веќе почнуваат да се пријавуваат студенти. Стриктно го ставивме пријавањето да биде преку мејл адресата, како би можеле да го пратат нивната драфт верзија, да ја наречем на говорот, и тој Word документ на нашата мејл адреса, за да ние можеме да разгледаме, да видим, да одредиме големината и времето кое би било предвидено за да го искажат својот говор, за на времето да можеме да ги известиме студентите доколку требаат измени, да го направат тоа. Веќе кажат и дека во пропозициите е предвидено говорот да биде не подолго од 4 минути, како вовед 10 до 20% од целокупниот говор,
главниот и најважниот и најдолгиот дел од говорот, нели, и потоа заклучок 5 до 10% од целокупниот говор. Но во однос на правилата за говорите, да не изумеме да кажеме дека треба да бидат напишани и изведени на македонски јазик. Веќе кажат и секој оратор ќе има 20 секунди грейс период, почнувајќи од моментот кога е даден знакот за крај, а по истекот на тие 20 секунди говорникот ќе биде запрен од страна на комисијата. Мора да се следат некои правила за да биде се онака како што треба, и важно е при пишувањето на говорот, нели, тој да биде оригинален и претходно да не биде објавуван, што е и нормално. Да, тоа е нормално, како што кажавте, и сите тие задолжителни компоненти кои што треба да ги содржи говорот, бидејќи сепак студентите кои што ќе се охрабрат и ќе се пријават на овој настан ќе бидат наградени од страна на УКЛО. Наградите се уште нема да ги откријам, но можам да кажам дека ќе бидат дел од финансиски аспект за студентите. Љубаво е да се учествува на вакви надпревари, секој да види докаде, што може да направи, да се охрабри, да види како е излегување на сцена, настап пред публика. Вие сте млади луѓе, може би едни лидери, па и ова искуство плюс. Во секој случај, секој студент мислам дека треба да добие таа шанса да излезе јавно да говори пред, не можам да речем огромен број на луѓе, но сепак за нас како млади луѓе и 50 луѓе да не слушаат огромен број. И можеме да замислиме како име на професорите кога тие ни држат предавања и тоа го прават секојдневно. За нас ова е само еден настан на кој што да, ние сме оценувани од комисијата, но само од комисијата, и ние сме оценувани на типот на говорот, а не на начинот на изразување, а не треба да не плашат тие оценувања од изразите на луѓето кои што ги гледаме пред нас. Добро, затоа и тука организираната работилница, која патем е задолжителна за сите кои што ќе се пријават за учество на настанот, веќе кажа, ќе биде работилницата на 15 април на Педагошкиот факултет во Битола од 10 часот, рече чинам. Професорката Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет веќе има искуство со оваа работа и ќе знае добро да ги подготви сите заинтересирани, значи воопшто не треба да се плашат. Една обука и ќе бидат до некаде подготвени, а потоа вежбање дома во секој случај до самиот надпревар. Нормално, веќе се што кажавте е точно, значи студентите ќе бидат подготвени на таа обука, работат со професор кој, како што кажавте, има искуство, е професионална во својата работа, и мислам дека после нејзината обука, мислам дека студентите ќе бидат охрабрени да го искажат својот говор на најдобар можен начин. Како организатори веќе сте ги завршиле сите работи, конкурсот е објавен, веќе се пријавуваат заинтересираните. Работилницата исто така е закажана, местото и терминот исто така се обезбедени. Подсетуваме уште еднаш, значи во Кино Манаки на 22 април 2024 со почеток во 11 часот. Поканети се сите студенти и академски кадар на УКЛО, но исто така и граѓани, сите оние кои што сакаат да слушнат како студентите се надпреваруваат во ораторство. Токму како што кажавте, поканете целиот кадар на УКЛО преку официјални мејлови, преку официјални покани, исто така како што може да видите споделено на социјалните мрежи, и самиот настан ќе биде отворен за секој граѓанин кој што е заинтересиран да дојде да слушне, да види. Тоа е еден од поважните настани, рече дека оваа година се организира малку порано, не во мај како што беше минатата година, туку во април, и со причина, затоа што најдобриот оратор на УКЛО Тривиум би требало потаму да учествува и на државниот надпревар во ораторство, па и таму да го представува УКЛО во најдоброто светло, а за тоа секако ќе треба и дополнителни подготовки. Тоа беше нашата главна причина, поради тоа што Тривиумот се случува порано. Причината беше државниот надпревар во ораторство, кој што ќе се случи подоцна во месец мај. Најдобриот студент кој што ќе победи на нашиот УКЛО Тривиум ќе биде пратен на тој ораторски државен надпревар, ќе има дополнителни подготовки како би можел да го представи нашиот универзитет во најдобро светло. Уште еднаш ги охрабруваме сите кои што досега не се пријавиле, а сакаат да учествуваат на надпреварот, да го направат тоа. До кога е рокот за пријавување? Рековме 12 април да се пратат говорите и нормално да се пријават сите заинтересирани учесници на uss@uklo.edu.mk. Борис, кажавме за настани кои што ќе се реализираат во периодот што следи.
кон крајот на оваа емисија и на ова твое гостување уште да кажеме дека како студенти, како Универзитетско студентско собрание сте вклучени и во прославата по повод 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, настан кој што ќе биде на 25 април. Еве само да кажеме во најава дека ќе се зборува за 45 години на УКЛО како државен универзитет, за активностите на студентите сега, но ќе се направи едно кратко патување назад во времето. Професорот Александар Стериовски, поранешен професор на педагошкиот факултет и воедно еден период и проректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, хроничарот на градот, ја даде информацијата дека во далечната 1934 година токму во Битола се формирало првото битолско студентско здружување. Тоа ќе биде на некој начин еве и обид да се подсетиме како било тогаш и како е сега, но за тоа ќе информираме и понатаму во нашата радиопрограма. И ти како председател на Универзитетското студентско собрание, сигурно присутен на прославата и вклучен во панел дискусијата која е планирана за тогаш. Токму така како што напоменавте, подеталните информации ќе ги откриеме подоцна, но за сега тоа што можам да ви го открием дека како председател на Универзитетското студентско собрание ќе бидам вклучен во таа дискусија и на некој начин ќе ги изјаснам работите на Универзитетското студентско собрание, како и предизвиците со кои што нашето Универзитетско студентско собрание се соочува, како би можела да се направи на споредба како е тоа сега и како било пред 90 години во првото здружување на студентите во Битола. Борис, имаш доста работа како председател на УСС, настрана од она што значат твои редовни ангажмани на Техничкиот факултет во Битола, каде што си студент. Колоквиумската недела помина. Како си задоволен? Па можам да напомнам дека сум прилично задоволен од самата колоквиумска недела, но исто така и сега на нашиот факултет, од страна на Факултетско студентско собрание беше одобрена една одредна испитна сесија каде што студентите кои што веќе застануваат во некои предмети можат да ги положат тие застанати предмети на таа одредна испитна сесија како би се вклопиле со останатите колоквиуми. А во однос на моето задоволство од колоквиумската недела ќе покажат резултатите, така. Во секој случај веќе имате дополнителна сесија, па потоа ќе биде јунската сесија за брзо, така што ќе имаш време да се посветиш, се надевам, и на едното, мислам и на учењето за испитите и колоквиумите, но и на сите овие дополнителни активности како председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО. Нема да те задржувам повеќе, ти благодарам што одвои време и дојде во студиото на Универзитетското радио УКЛО FM и секако се гледаме и се слушаме повторно. Ви благодарам и вас што ме поканивте да присуствувам во студиото на Универзитетското радио. Се слушаме повторно, се надевам повторно ќе се најдам на нова Жешко столче, ќе го наречам, и повторно ќе продискутираме и ќе разговараме за следните активности и настаништо во организација на студентите и на Универзитетско студентско собрание при УКЛО. Добро, па и не беше толку Жешко столчето. Добро се снајде. Во секој случај, добро искуство. Добро искуство. Ти благодарам уште еднаш. Bakni me za kraj, shtum ke si odиш. Bakni me da znam, дека ke odиш. Se mi zema, se mi skina, pola mladost, sveta sila. Bakni me da znam, дека ne se vraćaš i da ne te vidim nikogаш. Nema da padam, ne, naučim da sakam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Сега сигурно
И да не те видам никогаш, нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Вади ме за крај и не се враќај. Лакрима за крат, лакрима за крат, лакрима за крат и не се враќај. Лакрима за крат, лакрима за крат, лакрима за крат и не се враќај. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Драги пријатели, тука е крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО-ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Tú y yo, en la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, hasta el amanecer, quiero hacerte el amor. Yeah, yeah. Толку лесно е, што чувствувам среќа, немам јас веќе време за плачење. Колку жешко може да е, се топев пред тебе ко да сум ја шеќе, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Патот сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. УКЛО-ФМ Битола, април 2024 година.
24 časa секој ден на 90,8 Укло FM Битола.